Благодарам. Излегов на говорница за да ве удостојам од почита, не зашто сакам да се сликам овде. Значи, ова беше одлична лекција за мене. Дури може бодови да добијам. Зошто седнав да го читам законот? Зашто мислам дека е во прашање една од најстарите професии, една од најтешките професии, една од ризичните професии, ама и една од најпочитуваните професии. Веројатно. Ова што го слушавме, значи го докажува тоа. Се разбира, тука е председателот, јас не знам како ќе го решиме проблемот, меѓутоа претпоставувам, знаете дека рокот за пријавување за поднесување амандмани стече, што значи остануваат само амандманите од комисијата, како можно следење или како можно вклучување на вашите предлози во овој текст на закон. Ке бидам куса. Прво, еден од првите говорници со право кажа, да, јас сум педантна, директивата ја проучив и измените, одговорно тврдам дека овој закон воопшто не хармонизира, не значи хармонизација со директивата од 2006 година. Впрочем, за истата директива беше основ и за законот за минерални суровини и овде е сега истата директива, дека сум во право, што покажува кога се зборува за усогласеноста, овде пишува, значи, нема членови, нема ставови што се усогласуваат. Ако се усогласувала, што би требало ние да заклучиме? Би требало да заклучиме дека таа не доведува кон стандардите на ИФАК, ама не е така. Многу од дискутантите веќе рекоа зошто не би добиле бодови, поени, зошто не би им се засметувало она што ќе го стекнат на меѓународен план со меѓународна литература, туку ќе бидат строго и ексклузивно насочувани кон дома. Значи, првиот мој заклучок е дека овој закон е еден од оние закони што ги нарекувам јас во процесот на министериализацијата, односно кај органот надзорен, што е најважно, министерот е тој кој што утврдува тројца членови, а замислете независно тело кое одговара пред влада. За еден правник ова е правна небулоза. Значи, по мене, прво е шокантно закон за сметководство да почнува точно, прво да почнува со статус на Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија. Која е логиката? Значи, во право сте, втор заклучок, кога велите дека наместо за статусот и правата и организацијата на сметководствената професија, всушност се работи за закон за надзор и контрола над сметководителите од така наречен независен орган, формиран од влада. Ние правниците тоа го викаме контрадиктио ин адјекто. Значи, второ, усогласувањето. Единствено усогласување овде гледам во еден член 33, кај што се вели дека ќе им се дозволи на сметководители од надзор, од европскиот сметководствен простор, да вршат услуги овде, ама потоа во преодни и завршни одредби, да не сгрешам, мислам 74 беше членот, замислете, оваа одредба ќе стапи во сила по нашето членство во ЕУ. Многу пати, велам, многу инспиративно е за мене, ото јас не верувам дека ќе бидам жива. Значи, ова е одредба од декоративен карактер, која ништо не значи и значи само обврска, замислете, за некој како ви беше името? Роден во 21. век, кои сме ние да уредуваме во сегашен закон
што ќе се случува, замислете, не знам кога по 20-30 години. Значи, мојата дискусија на тоа ќе биде насочена. Сакам да кажам дека, прво, чекайте само да не ги измешам странициве, да, замислете, убаво се вели дека Советот за својата работа одговара пред владата. Значи, самостојното и независно тело одговара пред владата. Што е потребно? Потребна е, кој што јас видов во таа директива, цело време се зборува за мрежа на независни автономни асоцијации кои ќе работат врз основа на слични меѓународни стандарди, кои што ќе водат сметка за што? За стручност, за компетентност, за кариера и за етика. Овде јас тоа не го гледам. Пазете го сега составот. Значи, 3 члена предлага министерот за финансии во независното тело, 1 член предлагаат сите комори заедно, а 1 член предлага собранието на институтот. Ако отидете во надлежноста на собранието на институтот, нема да го најдете. Ова дека собранието на институтот предлага 1 член. За номотехниката и колку за внимавањето на од номотехнички аспект на правната логика. Понатаму, кога одите во членот фамозниот 6, владата ги именува и разрешува председателот и членовите на независното тело, замислете, при именувањето на председателот и членовите се почитува начелото на соодветна и правична застапеност и председателот раководи со работењето на Советот и така натаму и го застапува во односите со трета лица. Да заклучам, по мене ваков орган воопшто не е потребен. Тој е директен упад во автономијата. Си имате вие своји органи, може би лошо функционирале, меѓутоа со закон може да се уреди нивното функционирање, слично како и адвокатската комора, слично како и сите други независни органи, слично со актот ваш ќе го уредите тоа, а не владата да го уреди преку едно нејзино независно тело, кое што ќе биде, се разбира, под влијание на министерот. Тоа е мојата основна забелешка околу финансирањето, сосема се согласувам. Веднаш се забележува дека кога имате едно вакво страно тело, тоа треба да се финансира од нешто да живее и сега има еден паралелизам во финансирањето и сега парите наместо да одат во едукација и да остануваат во вашата фела и пенсија, сега ќе одат кај некои парасметководители или владини сметководители привилегирани и затоа мислам дека овој член 8 до 50% од една просечна месечна нето плата и слично е само нов терет. Вас ви треба растеретување, а не оптеретување. Понатаму, да не зборувам за разрешување на членовите на Советот, сосема добро рековте, тука нема критериуми, ниту мислам дека може да ги има. Меѓутоа, например, еве како правак, членот 9 во ставот 2 вели во случај на смрт или губење на деловна способност, функцијата на член на Советот престанува по сила на закон. Значи, во случај на смрт или губење на деловната способност, функцијата на член на Советот престанува по сила на закон. Видете, мислам дека само се констатира, не може таа на ваков начин се констатира дека некој умрел, Уставен суд тоа го прави, а не дека престанува по сила на закон уште и на овој закон, кој што ми дека е несоодветен. За средствата веќе јас кажав, мислам дека не треба еден ваков орган да се финансира озгора со богами со средства кои се импресивни. Кога одиме на Институтот на сметководители, веќе беше кажано
целосно се согласувам дека тука треба вие да го имате главниот збор, значи и работата на институтот ќе се реши со акт, статут што имате, бидејќи собранието одлучува за ова. Што сакав уште да кажам? Да, веќе реков дека кај надлежноста на собранието е заборавен и тој еден член кој што го делегира собранието. Замислете, еден во однос на тројца други плюс еден од стопанските комори, четворица, неверојатно нешто. Тогаш, каде е оваа професија? Околу условите. Начин на стекнување статус на сметководител и овластен сметководител, да, целосно се согласувам дека ова условите кои што се поставени најмалку 2 години во вршење и така натамо, ограничуваат и на некој начин туркаат персонализирани решенија или решенија проектирани. Бидејќи вие понекогаш, што е страшно, пишувате закон не за да го решите проблемот, туку за да вдомите или за да ангажирате определени лица и определени институции. Имам забелешка околу барањата за полагањето на испитот од типот на доказ уверение за завршено 3-годишно високо образование, студии според Болонјската декларација 180 кредити. Зошто? Бидејќи, например, кога тргнувам од образовниот процес со 180 кредити, да речеме, право завршено, вие не можете да влезете во некои професии. Зборот ми е, мислам дека треба да се заоструваат критериумите, а не да се ублажуваат. Зошто? За да стимулираме ние квалитет. Зошто воспротивно, најдобрите за жал ќе си заминат, а ќе останат оние кои што или немаат каде да одат, или пак се вдомени по партиите и тогаш без оглед на критериумите за нив е загарантирана определена работа. Реков дека ќе бидам куса, само да заклучам на крајот, значи се што слушав ми е многу логично и мислам дека ако е тоа можно, се сомневам да биде преточено во законски амандмани, дека е можно решение, но вака како што е поставен законот, стимулира бирократизација, некој рече многу убаво, репресивен закон е во однос на оваа почитувана професија, а не е стимулативен, не е респектабилен. Затоа јас излегов одовде да зборувам и мислам дека она што денеска го чув, дека не сте член, не ми беше јасно, дека не сме на меѓународната федерација на сметководители, навистина е шокантно. Тоа не ме чуди. Не ме чуди. Ние сме во полно области суи генерис, ама штом вие и на меѓународен план можете да покажете, како што слушам, и дека учествувате и во расправите, и во усовршувањата, тоа мора да биде дел од овој закон. Зошто би била вам судбина овде по пониски стандарди или само заради ексклузивни дозволи на некои, да морате да се едуцирате, па и просечно и подпросечно, наместо надвор. Значи, председателе, многу чудно е да прво да поминат, да истече времето за амандманите, а потем да разговараме денеска овде, бидејќи расправата е во функција на добри амандмани. Треба да им помогне на пратениците, кои не се упатени во оваа област, врз основа на стручните и компетентни аргументи. Исто така ми недостигаат, велам, експерти од оваа област, професори и слично, но да не се чудите. Не само во овој закон, и во закон за заштита на животна средина, и во закон за техничка контрола, интересна работа, исчезнуваат професорите, а на нивно место, значи, доаѓаат некои други ликови. Епа, не може да
стане преку ноќ професор, дури и во оваа област, ниту пак експерт во оваа област. И последната реченица ми е: секогаш кога се прави закон, треба да се тргнува од тоа кој доминира во определена професија. Неколку колешки и колеги рекоа, под наводници, малите бироа, малите сметководители. Сите ние познаваме некои такви вредни мравки. И тој треба да биде овој закон во нивен интерес, а не во интерес на неколкумина кои може да комуницираат и веројатно ќе бидат и дел од тој надзорен орган. Значи, невиден феномен правен е закон за сметководство да почнува со 13 члена за надзор на сметководството. Кој го смисли тоа? Не е пријателски настроен кон оваа